Ова се настаните на денот. Синдикатите се закануваат со генерален штрајк доколку се донесат законските измени за недела да може да се работи. Во Струшко не достигаат современи хотелски капацитети. Зголемен бројот на пациенти со мозочен удар во Вевчанскиот здравствен дом. Годишен охриѓанец дел од меѓународна криминална група фатена со дрога. За најавените и за останатите актуелни денешни настани, ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме претежно сончево и многу топло време, со температури кои што се за некој степен над повеќе годишниот просек за овој период од месец јуни. Максималната дневна достигна 27 степени. Во текот на ноќта среда кон четврток претежно ведро и топло време. Во четврток над североисточна како источна Европа ќе условува нестабилно време со врнежи од дожд, проследени со засилен ветер. Локални врнежи се очекуваат во областа на Алпите и на Балканскиот полуостров. Во останатите предели од Европа претежно сончево и релативно топло време. На Балканскиот полуостров претежно сончево време со појава на локална облачност и топло време. Локално во северните предели со услови за локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат од 27 до 33 степени. Во Македонија во четврток ќе превладува сончево и многу топло време. Во попладневните часови локално во северозападните и западните предели со минимални услови за развој на нестабилност и услови за локални врнежи од дожд и грмотевици кои што може да бидат проследени со невреме. Минималните температури од 9 до 18 степени, додека пак максималните дневни од 26 до 35 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во четврток сончево и многу топло време. Минималната температура од 13 степени, додека пак дневната до 28 степени. В петок сончево и топло време. Минималната температура од 14 степени, додека пак дневната до 29 степени. Сабота и недела претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 29, односно до 30 степени. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработлување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono.
Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау центар на улица Железничка. Добар ден! Прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Сојузот на синдикатите на Македонија бара повлекување на предлог измените недела да се врати за работен ден. Синдикалците бараат собранието да не ги гласа законските измени. Во петок ќе се разгледува можноста за стапување на синдикатот во генерален штрајк. Да не се враќа денот недела како работен ден, вели Стефчо Маслов, председател на Сојузот на синдикати на Охрид, на последната одлука на Министерството за економија. По 5 месеци владата се премисли за законските измени кои стапија на сила од 1 јануари ова година. Со нив недела беше усвоена како неработен ден. Сега на барање на работодавачите пред собранието ќе се најде нова предлог одлука за повторно да се врати денот недела за работен ден. Измените пак кои стапија на сила на почетокот на оваа година требаше да овозможат баланс меѓу приватниот и семејниот живот на работниците во нашата земја. Со ова законско решение од Министерството за труд и социјална политика најавуваа дека дури 92% од работниците ќе имаат можност во недела да практикуваат семејни и социјални дружења. Синдикалците упатуваат апел до народните избраници во собранието за почитување на работничките права. Бараме, сега собранието да не бидат изгласени овие законски измени со цел да не ги оштетиме работниците, а со тоа да не ги назадиме и работничките права. Во Сојузот на синдикатите и меѓу работниците има големо незадоволство. Реакциите се големи за попусливоста пред барањата на работодавачите, кажува Охридскиот синдикалец. Како синдикат сметаме дека предлогот е крајно неприфатлив, укажува Маслов. Сојузот на синдикатите на Македонија бара повлекување на предлог измените. Голем е бенефитот за нив недела да е неработен ден. И нема цена која би ги натерала на работниците да работат во недела, знаејќи дека денот го поминуваат заедно со своите фамилии. Исто така, Сојузот на синдикатите на Македонија бара да се исполни владиното ветување за линеарно зголемување на платите на работниците во јавниот сектор за 2806 денари. Во спротивно ќе се разгледува можноста за стапување во генерален штрајк од страна на председателството на синдикатот и председателите на гранковите синдикати, напоменува Маслов, председателот на Општинскиот сојуз на синдикатите на Македонија. Плажите и оваа година ќе бидат слободни за граѓаните, откако минатата година беа отстранети шанковите, платформите и другите нелегални објекти. И оваа сезона тие ќе функционираат без концесионери, без лежалки, чадори и шанкови. За нивното уредување во иднина или дефинирање на тоа што смее, а што не смее да има во зоната одредена за плажи според планот за управување со Охридскиот регион, потребните плански урбанистички документации, можностите за нивно издавање под концесија под одредени услови и инспекцијскиот надзор, ќе се разговара во емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. На оваа актуелна тема ќе дебатираат градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков и поранешен концесионер на плажи и представник од Министерството за транспорт и врски. Граѓаните може да го искажат своето мислење преку анкетниот прашалник објавен на веб страната на tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Резултатите од анкетата ќе бидат презентирани во емисијата Прашалник со Сонја Рилковска, која ќе се емитува во петок на 3 јуни. Во Струшко недостигаат современи хотелски капацитети. Потребни се зелени екоинвестиции за привлекување и сместување што поголем број туристи. Мал е бројот и на категоризирани луксузни апартмани во приватното сместување во Струшко.
Струга во сенка на Охрид, градот на две води заостанува во туристичкиот развој. Една од причините е тоа што недостигаат сместувачки капацитети. За разлика од Охридското, на Струшкото крајбрежје нема доволно луксузни хотели. Во градот има само неколку поголеми современи хотелски капацитети и мора да се размислува за инвестиции. Без инвестиции не може да се очекуваат поелитни гости. Секогаш некако Струга ни каскала позади Охрид. Пред се тоа е поради тоа што мислам дека има помални сместувачки капацитети. Да, се вложува во дестинацијата, можеби имаме подобри и поубави ресторани, но кога е во прашање сместувачките капацитети ги имаме помал број за разлика од Охридската ривиера. Се надевам дека во годините кои што се пред нас ќе имаме поголем број на вложување во категоризирани сместувачки капацитети. Инвестициите во туризмот треба да бидат во склад со заштитата на животната средина и препораките на УНЕСКО. Потребни се екозелени хотели. Ако требаме да вложуваме, токму треба да почне циклусот на вложување во зелената енергија, во зелените звездички од Охрид и од Струга. Ајде новите инвестиции да не бидат еко, да не бидат зелени, да имаме што повеќе зелени работни места и да нудиме одредени форми кои што ќе бидат во природа. Верувам дека се повеќе и повеќе тоа ќе се случува низ годините. Мал е бројот и на категоризирани луксузни апартмани во приватното сместување во Струшко. Дигитални решенија за туризам следната недела ќе бидат презентирани во Охрид. Настанот е во организација на програмата за зголемување на пазарната вработливост име на Швајцарската агенција за развој и соработка, а во партнерство со Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле и Факултетот за туризам и гостителство од Охрид. На настанот ќе бидат презентирани дигитални производи и услуги во сегментот на е-резервации, е-плаќања, е-продавници, дигитално мени, дигитална рецепција, веб страници, дигитален маркетинг и промоција, управување со човечки ресурси, финансии и слично. Презентацијата ќе се одржи на 7 јуни од 11 часот во просториите на Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле. Во пост-ковид периодот зголемен бројот на мозочни удари и карциноми на подрачјето на здравствениот дом доктор Светозар Чочороски. Лекарите велат, забележителни се и минливи пост-ковид компликации, како воспаление на срцевиот мускул и градна болка, кои се лекуваат со лесна терапија. Лабуништа беше една од првите села погодена од пандемијата, каде е излекуван најстариот ковид пациент со билатерална пневмонија. Зголемен бројот на мозочни удари во регионот кој го покрива здравствениот дом доктор Светозар Чочороски. Од Велешта преку Вевчани до Лабуништа. Забележително е зголемување и на бројот на карциноми. Лекарите велат за сега да има студии дали има поврзаност на овие здравствени проблеми со коронавирусот. Имаме зголемена нешто мала инциденца на мозочни удари. Сега, тука не можеме да донесеме заклучок, затоа што уште немаме релевантни студии, барем ја не сум добил такви информации. Последниве 2 години, значи, симптоматично, дали короната беше причината или има нешто врска, значи, овде во мојов терен имам зголемена инциденца на карциноми на желудник. Значи, ланска година во местово од кое јас потекнувам, Лабуништа, 5 случаи. Лекарите велат забележителни се и минливи пост-ковид компликации, како воспаление на срцевиот мускул и градна болка, кои се лекуваат со лесна терапија. Тие се некои пост-ковид компликации што ги имаме приметено, не се тие страшни, меѓутоа мускулни болки, чувство на замор, значи намалена кондиција, што има вака приметено многу случаи, значи грбни болки, тие се почесто, повремени, значи градни болки, и тука ни доаѓаат, значи малку уплашени, да речам, пациенти као дека е од срцева природа. Село Лабуништа беше едно од првопогодените места во пандемијата. Здравствениот дом во Вевчани и неговите испостави во Лабуништа и Велешта обезбедиле огромни количини кислород со кој се лекувале пациентите во домашни услови. Велат спасени се стотици заболени, а најстариот корона позитивен со билатерална пневмонија бил 95 годишен пациент од Лабуништа, кој е успешно излекуван.
Се известуваат сите граѓани на општина Охрид и останатите учесници во сообраќајот дека од утре 2 јуни се забранува секаков вид моторен сообраќај на улицата Кеј Македонија на потегот од пресек со улицата Македонски просветители или кружната крстосница кај плоштадот до пресек на улицата Кеј Македонија со улицата Ванчо Николевски. Наведениот дел од улицата од четврток ќе се користи за движење на пешаци и велосипедисти. А од денеска на сила е време на измена на режимот на сообраќај и на улицата Македонски просветители поради изведување на градежни активности за реконструкција. Делот од улицата Македонски просветители од пресекот со улицата Даме Груев до пресекот со улицата Партизанска ќе биде затворен за секаков вид сообраќај, истиот ќе се пренасочува во споредните улици. Исто така, дел од улицата Димитар Влахов од пресекот со новопроектираната улица кај поранешниот влез за старата автобуска станица до пресекот со улицата Македонски просветители ќе биде целосно затворен за секаков вид сообраќај. На дел од улицата Партизанска од пресекот со улицата Македонски просветители до пресекот со улицата Кузман Јосифовски Питу ќе се воспостави режим на сообраќај во двете насоки. И на овој дел се забранува запирање и паркирање, информираат од општина Охрид. Пресечен меѓународен канал за транспорт на дрога од Албанија преку нашата земја со крајна цел Република Грција, вредна околу 300.000 евра. При акцијата лишен од слобода и 23 годишен охриѓанец. Во текот на вчерашниот ден во Прилепско, Министерството за внатрешни работи, поточно полициски службеници од одделот за криминалистичка полиција, сектор за недозволена трговија со дрога, оружје и опасни материи, специјалната антитерористичка единица Тигар и Севара Битола, Овара Прилеп, реализира акција за сузбивање на недозволена трговија со дрога, во која беше пресечен меѓународен канал за транспорт на дрога од Албанија преку нашата земја со крајна цел Република Грција. Беа запленети околу 86 килограми марихуана во вредност од 300.000 евра. Од слобода е лишено и едно лице. Имено во утринските часови на регионалниот пат Битола Прилеп, на влезот во Прилеп, од страна на полициски службеници од сообраќајната полиција, била издадена наредба за запирање на патничко возило Ауди А4 со охридски регистарски ознаки, но возилото не сопрело, туку забрзало, оштетувајќи две службени возила на МВР и загрозувајќи ја безбедноста на полициските службеници кои извршувале службени дејства. Набрзо на излезот од Прилеп, возилото било пронајдено, а АГ, 23 годишен од Охрид, кој го управувал возилото, бил лишен од слобода во моментот додека од возилото изфрлал 4 торби покрај патот. Од извршениот увид, во присуство на јавен обвинител од Основно за јавно обвинителство од Прилеп, во торбите покрај возилото биле пронајдени повеќе пакувања со марихуана кои се подигнати и предадени на вештачење. Воедно, при претрес извршен со судска наредба во домот на АГ во Охрид, биле пронајдени 17 куршуми со различен калибар. Од страна на Овара Прилеп, во текот на денешниот ден против лицето АГ ќе биде поднесена кривична пријава за сторени кривични дела по член 215 за недозволено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори по член 383, за напад врз службено лице при вршење работи на безбедноста и по член 396 за недозволено изработување, држење и тргување со оружје или распрскувачки материи, сите според кривичниот законник. Вестите од светот се во продолжение. Русија соопшти дека го завршила тестирањето на својата хиперсонична крстосувачка ракета Циркон и дека пред крајот на годината ќе ја распореди на нова фрегата од нејзината Северна флота. Ројтерс пренесува дека Александар Мојсеев, командантот на Северната флота, рекол дека фрегатата Адмирал Головко ќе стане првата која постојано ќе биде вооружена со Циркон. Председателот Владимир Путин го опиша Циркон како дел од новата генерација на системи за оружје, какво што нема никој друг и дека патува 9 пати побрзо од брзината на звукот. Хиперсоничните ракети Циркон се истрелани од брод или подморница. Првото официјално пробно лансирање беше во октомври 2020 година и тогаш летаа со брзина од 9 маха. Други тестови се спроведуваа од октомври 2020 година на рускиот Арктик, главно од фрегатата Адмирал Горчков. Американскиот председател Џо Бајден изјави дека Соединетите држави ќе и дадат на Украина понапредни ракетни системи и муниција за попрецизно да гаѓаат клучни цели на бојното поле во Украина. Новото оружје ќе го вклучува високомобилниот артилериски ракетен систем М142 Химарс. Системите може да лансираат повеќе проектили со попрецизно наведување на цели оддалечени 70 километри, што е значително повеќе од опремата што Украина моментално ја има. Исто така се верува дека тие се попрецизни од нивните руски
амерички еквиваленти. Русија реагира на одлуката на САД за снабдување на Украина со напредни ракетни системи и муниција. Официјална Москва го нарече потегот екстремно негативен и се закани дека тоа ќе го зголеми ризикот од директен конфликт. Светската здравствена организација предупреди на можно ширење на мајмунските сипаници на фестивалите и други големи собири планирани ова лето во Европа. Ханс Анри Клуге, регионален директор на СЗО за Европа, тврди дека претходните истраги сугерираат дека епидемијата на мајмунските сипаници во Европа трае од средината на април. Ова е нумерички и географски најголемото ширење на овој вирус надвор од Западна и Централна Африка, област каде што сипаниците се ендемични. Според Клуге, укинувањето на ограничувањата поврзани со пандемијата на коронавирус придонесе за брзото ширење на мајмунските сипаници во Европа во последните неколку месеци. Иако голем број претходни инфекции се поврзани со сексуална активност, Клуге нагласува дека секој може да се зарази со вирусот. Бидејќи вирусот не се шири на ист начин како COVID-19, нема потреба од воведување мерки за јавно здравје какво што беше во случај за време на пандемијата на коронавирусот. Новото федерално министерство на Австралија денес положи свечена заклетва при што премиерот Ентони Албанес назначи рекорден број жени во разновидниот тим во кабинетот кој вклучува верски малцинства и домородните абориџини, пренесува Reuters. Вкупно 10 жени беа вклучени во 23 члениот кабинет на Албанес, надминувајќи ги 7-те во претходната либерално-национална коалицијска влада предводена од Скот Морисон. Министрите за индустрија и за млади се представници на муслиманската заедница во Австралија, а Линда Берни стана првата домородна жена во Австралија на чело на одделот за домородни прашања. Ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.